Мој да се дебатират ако се исполнат условите. Сега вие знаете, ќе знаете сами дали се исполнат кај нас условите на дебатата или не. Јас ќе спомнам неколку услови за дебатата. Ако се исполнават овои услови, дебатирај со ними. Ако не ги имате овие услови, немојте да дебатирате со ними. А кај нас јас ви гарантирам дека кај нас тешко е да се исполнат овие услови. Ако се исполнат кај тебе, кај ними немојте да се исполнуваат. Првото е да се води, вели, дебатата на најдобар начин, со нежност, милост, без ароганција и гордост. Инако е осудено дебатата, бидејќи ќе доведе до големи штети и сериозни последици. Гледаш првиот услов? После ќе ги пишите. Вториот услов. Дебатата, вели, треба да се води со знаење и разбирање на темата. Знаење немаат, разбирање на темата немаат. Инаку таа ќе биде омразена и ќе донесе голема штета. Аллах субхану ва таала вели: зошто расправате за нешто за кое немате знаење? Се исполнува овој услов кај нас и кај народот нас, за да дебатира со ними. Нигде не се исполнуваат. После третата, темата треба да има вредност и целта на нејзиното разгледување треба да биде постигнување на општа корист, како што е отстранување на голема штета, како на пример да се отстрани некој бидат, да се отстрани некој куфр, да се отстрани некој ширк, да се отстрани некој харам и така понатаму, или привлекувањето на многу добро. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем вели: борете се против неверниците со вашето богатство, со вашите животи и со вашите јазици. И Аллах субхану ва таала така го има спомнато во Куранот. Бори се против ними, о Мухамед, со овој Куран. Оджахидхум бихи джихаден кабира. Се исполнит овој услов кај нас или не се исполнит? Четвртата, треба да се фокусира на суштината на работите и да не се задлабочува во деталите и да биде на темата, да стои на темата, без да се оддалечува во споредни точки. Кој мојт кај нас да дебатират во една тема. Ти му велиш вака, ама знаеш, посебно джахилите, ама јас го видов еден од вашиве таму, ти зборви за нешто, тој ти зборви за луѓе, ти му зборви за ова, тој ти зборви за некој друг, тој ти зборви за оџа, тој ти зборви... Немој да се на една тема. Значи не се исполнува. После има кревање на глас. Има вреđање, има понижење, има лоши зборови. Значи вреди да се дебатира со ними или не вреди? Не вреди да се дебатира со ними. Затоа имам Шафији рахимахуллаху таала вели, кога дебатирав со знаени луѓе, со учењаци, ги победве, вели. Зашто? Зашто учењакот чекат и знаениот чекат. Прво зборвиш ти, после зборви тој, со доказ. И така понатаму, ги победве, вели, со докази. А кога дебатирав со джахилите, не победве, вели. И немој да му даваш на джахилот, на оној незнаениот, да му даваш шанса да се радви тој, дека те има победено. Зашто и така мисли. Тој ќе речи после го победив, например, оđата да дебатира со ними, ќе речи го победив на оđата во дебата. Зашто? Зашто оđата ќе дебатират со него до негде. Кога ќе види дека тој нема да сватит, нема да прифатит, ќе престанет. Кога ќе престанет, тој ќе мисли дека те имат победено. Зато дебатата, ако ги исполните овие услови, дебатирај со ними. Ај најди ги кај нас дека се исполните овие. Имат и други услови поголеми, ама овие се најглавните. Ако се исполнуваат овие услови, дебатирајте со ними. Ако не се исполнете овие услови, не дебатирај со ними, зашто немат корист во таа дебата. Дебатата е омразена во суштина, во база е омразена во темен.
Allah subhanahu wa taala го мразите базата во темен. Во база, во суштина тој е омразена. Се дозволуваат ако донесе корист. Ако е да се прифати вистината. Ако нема да се прифати вистината, нема да донесе корист на знаење, одалече се и оставија. Allah na ju го знајте.